следува и вториот разговор за ова утро. Јас се наоѓам во едно прекрасно друштво на две преубави млади дами. Веднаш ќе си ги представам, бидејќи немаме многу време за разговоров, да не губиме време. Сара Томевска, веднаш до мене, организатор и продуцент на детска работилница во Театар за тебе. Сара, добро утро. Добро утро. И Јана Николовска, академска уметница. Добро утро. Добро утро, Јана. Сега поводот за вашето гостување овде е она што ќе се случува во петок. А петок, знаеме дека во тој ден, 14 февруар, славиме два празници. Го славиме и виното, празникот на виното, и ја славиме љубовта, празникот на љубовта, споени во едно. На слика ја твојата приказна изрази ја љубовта преку боите. Има ли нешто поубаво кога се спојува заедно љубовта, уметноста и виното? Ова е работилница во организација на Театар за тебе, а уметницата Јана ќе одржува оваа работилница. Да ни кажете нешто повеќе за настанот, бидејќи има навистина уште неколку дена до самиот настан, ќе се случува во јавна соба во 17 часот. Така, да, работилницата е на тема љубов. Ја славиме љубовта, го славиме виното од 17 часот во јавна соба, во Public Room. Јана ќе ни помага, Јана ни е на гости, да им помогне, да ни каже некои tips and tricks за цртање, за сликање поточно. Така, местата се ограничени, резервациите се веќе се пополнуваат. Билетите може да се набават на Златен зап или пак да се резервира место на некој од броевите кои што ги имаме на Театар за тебе. Така, дојдете. Бидејќи се местата ограничени, нема многу, како што разбрав, околу 30 така, отприлика места за овој настан. Интересен настан и ретка можност во тие 2-3 часа колку што ќе има дружење, Јана, да ги представите финесите или триковите, како што кажа Сара, околу уметноста. Потребно ли е да се има само талент, кој што сака да присуствува, или можеби да знаат луѓето малку да цртаат? Или само желба? Значи, воопшто не е потребно никој да има никакво искуство, ниту па да знае нешто во врска со сликарството и уметноста. Значи, јас ќе бидам таму да се обидам да ја допрам уметноста и сликарството до нашите гости кои што ќе присуствуваат, и нашата желба е да ги поттикнеме луѓето да допрат до својата креативност и нивниот можда. Темата ќе биде љубов, претпоставувам, бидејќи таков е денот. Меѓутоа, бидејќи се слави и виното, покрај уметноста, покрај тоа што ќе сликаат, секој од посетителите ќе добие и подарок вино, така? Нормално, за инспирација, да ја поттикнеме инспирацијата, на секој ќе му следува една чаша убаво вино. И желбата е да ги насочам луѓето со вршење на некаква интроспектива, пример со некој обид на чувствување на љубовта, тоа да го изразат. Значи, како оние чувствуваат и ја перцепираат љубовта, тоа е да го насликаат. Значи, својата емоција да ја пренесат на хартија, претпоставувам. Да, идеја за љубовта. Значи, на платно, не на хартија, ќе бидеме малце на повисоко ниво. Да, значи, препарирано платно, исто како што уметниците ние сликаме. И би сакала да ги насочам луѓето да ја пренесат својата идеја за љубовта на платното. Значи, тоа ќе биде апстрактна работилница, која што нели апстракцијата не познава никакви граници и секој може буквално тоа што го чувствува во моментот и што мисли дека сака да го наслика, да го пренесе на платното со боите. Да. И сега тука е убавиот момент. Она што е важно е дека не треба никој ништо да понесе со себе. Само како што кажавте, желба и љубов. Да. Сето останато, платното, боите се. Ние сето организираме и носиме, значи потребно е луѓето само да си дојдат со една насмевка и желба за творење и дружење. И секако делото ќе си го понесат со себе дома, така. Ќе си биде нивен спомен. Колку ќе трае тоа? Колку е планирано? Околу 2 часа. Значи од 17 до 19 часот. Убаво дружење во јавна соба. Интерес има, така? Има, да. Вие вчера имавте и работилница, исто така? И вчера одржавме на работилница, помина прекрасно, да, за дечиња, и со стварно тоа е едно многу весело и убаво искуство и за нас како нели организатори и јас како некој насочувач таму уметнички да речам, и за Сара и за сите дечиња, мислам стварно преубаво искуство, си се дружат, си
се творат, секој е во допир со боите, со платното и тоа е на платно, значи исто сакаме да го представиме платното, нели, како платформа и подлога за творење на децата. И мислам дека е стварно едно навистина прекрасно искуство за сите и би сакала многу повеќе дечиња да доаѓаат и да го искусуваат тоа. Да. Одат и фотографиите во моментот, ете може да видат и нашите гледачи дел од она што вие ни го испративте. Тока сте дел од работилниците кои што се во организација на Театар за тебе и Тоа се од моите изложби. И од вашите, да. Ова се од вашите изложби, Јана, тоа сакам да кажам. Моментално, да, ова е од моја изложба самостојна во КИЦ, која што беше 2024 година, во април. Ова е се више нешто друго, значи да, со видеоинсталации. Да. Ке зборуваме и за тоа малку подоцна. Да. Сега сакам да го заокружам делот околу работилниците. Сара, вчера имавте работилница за деца. Така. Во петок се случува работилница за возрастни, нели, бидејќи се слави љубовта и виното заедно. Што е во нареден период актуелно во од Театар за тебе? Да најавиме можеби некои следни работилници, некои следни проекти, представи можеби? Така, си продолжуваме стандардно со детските работилници, доколку има интерес секако дека би продолжиле и со работилниците за возрастни. Моментално подготвуваме неколку проекти, неколку представи, од кои имаме една дуодрама на тема менталното здравје на мажите. Тоа е представа за возрастни во режија на Изабела Јакимова. Улогите ги играат Ангела Левкова и Гоце Андонов. Тема која што не се зборува толку често, но е многу значајна и многу важна за општеството, не само за мажите. Други представи, подготвуваме 2 детски представи. Едната е на тема екологија, другата е на тема здрава храна. Исто така многу важни теми за децата. Се трудиме да се едукативни, но истовремено и забавни, за да го задржат вниманието на публиката. Да. Ова се мислам дека дел од работилниците, така? Кои што ги организира Театар за тебе. Каква е посетеноста, каков е интересот? Има дечиња кои што сакаат, така? Ние сме задоволни, децата исто така се заинтересирани, доаѓаат по повеќе пати на работилници. Супер е, навистина има интерес. Да. Работилниците ви се тематски, така предпоставувам имате различен учител, да кажам, кој што ги води или водеч на работилници. Во случајов минатата вчера беше Јана, така, и во петок повторно. Јана, ликовна уметница, дипломирана, овдека одат сега и вашите фотографии, ама и во студиото ни донесовте и една слика. Вашата техника е масло на платно, така? Да, сликите ги создавам со маслени бои. Која ви е инспирацијата, која ви е темата на која што пишувате? Не е само љубовта, односно сликата, не е само љубовта, нели? Туку има нешто што ве инспирира, што е тоа? Природата, еве и ова уметничко дело овде што ни го донесовте во студио, ќе ни кажете што е? Да, тоа дело се вика визија и значи мојот стил е апстрактен експресионизам, како што веројатно можевте да видите некои од тие фотографии од моите слики. Јас платното го користам како платформа да насликам нешто што не е видливо, односно нешто што не е асоцијативно на човечкото око од реалниот свет. Значи, само така мислам дека може да се наслика она што ние не го гледаме, како некоја метафизичка реалност, да кажам. Значи, се бавам со такви некои апстрактни термини, како, ете, пример, визија. Тоа е мој начин на представување и моја перцепција на како визијата се создава, односно се раѓа во човечкиот ум. Значи, тој момент на зачнување на некаква си идеја или концепт или баш така визија, тоа е моја идеја на како тоа изгледа. Значи, абстракцијата е преубаво нешто, затоа што не содржи форми, не содржи никакви фигури препознатливи, туку значи самата боја и самите потези се некаква енергија, значи некаква мисла која што го создава делото и делото потоа испраќа една порака и енергија, да. Која е пораката која ја праќате на публиката? На оние кои што ете сакаат да уживаат во вашите дела или оние кои што
ќе ги купат делата да ги красат зидовите во домовите? Видете, за секое дело тоа е нешто различно, но во принцип сите тие произлегуваат од мене. Дали се тоа некои мои состојби моментални или некои периодични, емотивни или некои концепти кои што сум сакала да ги прикажам. Че се е тоа поврзано со некаква енергија и некаква емоција и некој таков апстрактен концепт. Значи, и убавината во абстракцијата е тоа што некој можеби ќе се направи сосема друга идеја за оваа слика. Значи, може да се препознае себе си. Секој ја гледа сликата, а кога е абстрактно делото, ја гледа со различни очи. Така, секои очи гледаат различно. Си прават своја идеја, своја приказна за делото. Јас сега овде ми е со свртена сликата, ама ја гледам од мониторот, јас гледам нешто сосема друго од она што вие го кажавте, и тоа е трикот, нели? Тоа е значи сте ја постигнале целта, така со ова дело. Ако разбуди нешто кај вас сликата, тука мене ми е постигната целта. Значи тоа е нешто најубаво, една слика да соговорува со гледачот или публиката, да кажам. Значи кај вас да разбуди нешто, некако да поттикне, дали нешто да размислите, дали нешто да почувствувате. Мислам, сето тоа е плюс за мене. Покрај тоа што сликате, значи масло на платно, творите ли нешто друго? Да. Дали се бавам со дигитални уметнички дела. Така ме доведе моето уметничко творештво, нели од сликарството, некако почнав со дигитални уметнички дела да работам, фотографии, дигитални колажи и најпосле уметничкиот процес мој ме донесе до тоа да почнам да експериментирам и да творам со видеоинсталации, што значи со правам видеа од мој материјал снимен, ги едитирам после во DaVinci Resolve, тоа е софтвер, и создавам експериментален звук во софтверот Ableton, што е за музика или за звук, и ги комбинирам и на крај излегува едно мултимедијално дело кое што спаѓа во техниката видеоинсталација. Имавте, може да видите некои фотографии. Видовме од материјалите, ова е нешто ново еве за мене. Може би е нов правец така во уметноста или грешка сум? Не, кај нас можеби не е уште толку препознатлив и застапен. Нели ова сепак е маслото на платно е спаѓа во класична уметност, во класичен правец, нели сликарство. Видеоинсталациите се нешто малце по-модерно, да кажам, и за мене е многу интересно тоа што се дразнат повеќе човечки сетила во моментот кога или вие сте пред една видеоинсталација, така имате и визуелно прикажување, видеото, имате и стимулирање на слухот со звукот и така некако човекот се става во една друга димензија која што мислам дека е по-јака во пренесување на пораката која што сум сакала да ја прикажам, нели? И пак ја кажам, и тоа е исто има тука простор за човекот нешто да си свати свое, можеби јас што воопшто не сум сакала да го кажам со видеото, можеби нешто ќе се разбуди кај него нешто друго, или па ако баш го осети тоа што сум сакала да го кажам, супер. Да. Многу ми е мило, двете сте еве вака млади, уметница и Сара ни е и организатор и продуцент во Театар за тебе. Уште еднаш да го најавиме настанот во петок, бидејќи за тоа беше и поводот за вашето гостување. Повик уште еден сите оние љубители на уметноста, на сликањето, да дојдат да се приклучат. 14 февруари, 17 часот, јавна соба, билети на Златен Зап или пак на некој од телефонските броеви на Театар за тебе. Да се резервира. Театар за тебе е секогаш активен, имаме одлична соработка. Ви благодарам што секогаш еве вака кога и да ве повикаме доаѓате, бидејќи навистина имате секогаш нешто ново, без разлика дали е за деца, дали е за помладите. Сара, ти благодарам многу. И сега сакаме еве јавно да ти честитам можеби прва од сите, бидејќи и денеска е твој голем ден. Не е роден ден, меѓутоа е нешто многу важно што се случува еднаш во животот, а тоа е одбрана на твојата дипломска. Веднаш по заминувањето од овде од телевизија заминуваш на одбрана на дипломската. Јас се надевам дека и не се сомневаме и јас и Јана дека тука сигурно ќе положиш еве вака јавно пред сите први еве да кажам, ја честитаме твојата дипломска работа и следен пат кога ќе се видиме ќе бидеш веќе дипломирана, така? Така. Да, ви благодарам многу.
ми значи. Исто и јас. Јана со вас останува бидејќи сте ликовна уметница. Имаме многу што да зборуваме. Така е. Сега само уште еден повик на оној настан кој што ќе се случува во петок и ќе има повторно можност за некое време да ни гостувате овде во Алфа или ние да дојдеме кај вас во студио. Може и така. Каде што работите и тоа би било творите. исто убав момент. Да, ги поканувам значи сите кои што сака да се дружат со нас и да научат нешто ново и да искусат нешто интересно и креативно, да си дојдат на нашиот настан во петок и да се дружиме сите заедно. Ете така. Повелете.